Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Ја започнуваме денешната емисија 15. мај 2023 година или 135 ден во годината. Верувам дека сте добро, дека минатите денови беа исполнети со различни активности, иако времето беше променливо, малку сонце, малку дожд, ветар, но сепак е пријатно времето, топло е за овој дел од годината, така да времето ќе ни се подобрува, како што реков, иако имаше во минатите денови и дожд. Што се однесува до патиштата, значи сообраќајот се одвива по делумно суви коловози, на места има и влага, односно влажни, зашто имаше и дожд во минатите денови, но како и да е, дали возиме по влажни коловози или по суви, вниманието на возачите треба да биде на големо високо ниво. Зашто еднаш се прави грешки, тие грешки нема можно да се исправат, да не употребуваме алкохол додека возиме, туку да бидеме трезвини и насочени кон возењето. Граничните премини се отворени, нема подолги задржувања за влез и за излез од нашата земја. Што се однесува до рубриката на денешен ден, ајде да видиме што историчарите запишале во историјата и 15. мај е обележан со следниве настани. 1571 година татарските освојувачи ја запалиле Москва. Кога го прочитав овој извештај, навистина бев изненаден, значи Москва била запалена далечната 1571 година од татарските освојувачи. Тоа се случило на денешен ден, 15. мај. Понатаму продолжуваме. Во 1767 година Дженова на Франција и го продала островот Корзика. 1773 година роден е австрискиот канцелар кнез Метерних Клеменс Венцел, и така има долго име, наистина бил министар за надворешни работи и канцелар 4 децени ги кроил надворешната и внатрешната политика на Австрија, а посредно и судбината на Европа. Човекот, значи, има многу долго име. Во 1859 година во Париз е роден Пјер Кири, француски физичар и хемичар, кој го открил пиезоелектрицитетот на кристалот, а со својата сопруга Марија Склодовска Кири ги открил радиоактивните елементи полонимиот и радиумот. Умрел во 1906 година, значи во 1906 година починал. Добро, одеме понатаму. Во 1911 година роден е швајцарскиот писател Макс Фриш, либерален интелектуалец, скептик кој ги анализирал духовните традиции и противречноста на современиот свет. Во 1943 година во Москва на иницијатива на Сталин била донесена одлука за распуштање на Комунистичката интернационала Комитерна, поправо кажано, со што формално било признато правото на самостојно решавање на секоја комунистичка партија. 1949 година конечно или дефинитивно е ослободена Југославија од окупаторот, тогашна СФРЈ. Земјата за време на 4-годишната војна била ограбена и опустошена, а според официјалните податоци загинале 1.706.000 луѓе. Во 1948 година
новосоздадената држава Израел ја нападнале египетските авиони, а на север и исток либански и јордански трупи. Знаеме дека до тогаш државата Израел не постоеше, но под влијание на големите сили, посебно на Америка, Израел добива своја независна држава во 1948 година. Во 1957 година Велика Британија извршила првата термонуклеарна проба во Централен Пацифик. Еве уште некоја, 1992 година, во Перт, Австралија, отворен бил првиот македонски информативен центар надвор од границите на Република Македонија. Во 1995 година кај селото Богомила, Велешко, била предадена во употреба првата електроцентрала на реката Бабуна. И последна информација од рубриката на денешен ден. Во 2007 година најмалку 45 луѓе загинале, а 60 биле повредени кога камион бомба полн со хлор експлодирал близу пазарот на шиитското село Абу Сейдах во ирачката провинција Дијала, североисточно од Багдад. Еве тоа беа почетните сервис информации и рубриката што се случило на денешен ден. Одеме сега со една убава христијанска песна да ве поздравиме. Dođite, braćo, pod barjak Hrista Isusa, koji želi njegove reči da sluša, pa da s njime zajedno sada u boj krenemo. Pobjeda će naša bit, Hrist je nama štit. Pobjeda će naša bit, Hrist je nama štit. Omladino, junaci, vojsko Hristova, s kojom želi Spasitelj svladat đavola. Otet jadne žrtve mu, donet njima istinu, dovesti ih spasu svom caru nebeskom. Dovesti ih spasu svom caru nebeskom. Omladino, junaci, vojsko Hristova, borimo se junački protiv đavola. I u delu važnijeg nema rada od našeg, omladina najviše duša spasiše. Omladina najviše duša spasiše. Љубопитната Катица. Малата Катица била многу слична на сите други девојчиња на нејзина возраст. Сепак,
oni koji dobro ja poznavale, znali deka vo nešto bila podruga od ostanatite devojčinja. Iako site osmogodišnji devojčinja bile ljubopitni, Katica bila najljubopitna od site. Jedno popladne Katice i pomognala na majkata vo kujnata. Sekogaš sakala da i pomaga na majkata, no ova popladne bila mnogo ljubopitna. Sakala sekade da razgleda, vo sekoja činija i vo sekoje tenđere. Sekoj čas gostavala prst od vona što go podgotvovala majka i samo da proba da li je vkusno. Na kraj, koga majkata se izmorila od nizinite palavi igri, je pratila nešto da napravi. Doreka Katica bila nadvor, majkata gi završila site raboti. Koga završila su gotvenjetom, razmisluvala što bi možela da napravi posebno za Katica, da gi počisti nizinite drugarki koji ki gi povika na večera. Odlučila da napravi torta. Ja presekla na 2 dela, vo sredinata stavila džem od jagodi, a odzgore filot što go podgotvila porano. Preko filot naredila nekoliko trkalca banani i nekoliko creši. Koga sve bilo gotovo, bila mnogo zadovoljna bidejki tortata na vistina ubavo izgledala. To je bide prijatno iznenaduvanje, mislila majkata, stavajkja tortata vo špajzot. Po izvesno vreme Katica se vratila, ljubopitna kako i sekogaš. Sakala da doznaje što napravila majka i dodeka ta bila nadvor. Je otvorila rernat od šporetot da vidi da li može bi nešto se peče. Biljejki rernata bila prazna, pretpostavuvala deka majkata toa što go napravila go sokrila vo špajzot. Koga trgnala kon špajzot, majkata je povikala i rekla: Katica, nemoj da go otvaraš špajzot. No, sakam da vidam što si napravila. Ne smeš da je otvaraš, i rekla majkata strogo. Katica nervozno se svrtela. Nizinata ljubopitno sega ušte poveke se zgolemila. Što bi moželo da ima vo špajzot? Sigurno nešto mnogubavo. Povtorno se svrtela sa kajke da doznaje što se krije vo špajzot. Katice! Katica razbrala što znači to. Povtorno se odalečila. No, mamo, što ima vnatre? Zašto to toliko te interesira? Tamo ima nešto za tebe i za tvojite drugarki. Da li smijem da pogledam? Samo jednaš, mamo. Ne. Toga što setkata je povikala majkata da dojde i da go vidi bebeto koje se razbolelo. Majkatu štednašja predupredila Katica da ne ga otvara špajzot i pobrzala da ih pomogne na svojeta sosjetka. Katica sedela na stolot i uzbudeno razmisluvala što bi moželo da ima vo špajzot. Što se krije pozadi zatvorenata vrata. Poto razmisluvala. Iako majkata ja predupredila, ta prodolžila da je nabljudova vratata sa kajke da vidi što ima vnatre. Samo jednaš da frlam pogled, postojeno i se vrtelo vo glavata. Potova go zemala stolot i trgnala kon špajzot. Kako da go slušala glasot na iskošuvačot koji izboroval. Samo trgni go toa parče daska koje ti preči i ke vidiš što se naoge vnatre. Iskušenije to bilo posilno od Katicinata volja da bide poslušna na majka i. Go dobližila stolot do vratata i zastanala da pogledne da ne doagja majka i slučajno. Ništo ne možela da zabeleži. Koga malko je otvorila vratata, frlila pogled vnatre. Na gornata polica se naogela tortata. Koliko ubavo izgledala. Se ubidala sama ta Katica, ušte malko da je otvori vratata. Teško se otvarala. Tortata se naogela mnogo visoko i Katica se podignala na prsti za da ja mirisne. Mora da je mnogo vkusna, pomislila i go pružila prstot da je dopre. Koliko je ubav kremot, nego od vkus ušte poubav. Tokmu vo toj moment slušnala nekakav šum pozadi sebe i ta se svrtila da vidi ko je. Nemalo nikoj.
počustovala kako nešto da je go doprelo fustančento. Isplašena, brgo je zatvorila vratata i sednela na stolot. Koga majka i se vratila, Katica se čudila da izgleda nevino, pa majka i ne se posomnevala vo toa. Zajedno gi izmile sadovite i ja iščistile kujnata. Koga završile, Katica se podgotvovala da gi prečeka svojite drugarki. Vek je bilo 5 časot i Katica znajla deka devojčinata nabrgo ke dojdat. Da li sakaš da ti pokažem što ima vo špajzot, prašala majkata. Da, ke te molam, odgovorila Katica isplašeno, čustovajki se neprijatno. Majkata se začudila na takvi od nedostatok na vodoševuvanje, no ništo ne rekla. Dobro, dete, сега možeš da go otvoriš špajzot, bidejki nabrgo ke dojdat i ostanatite. Katica trgnala kon špajzot, ja otvorila vratata i pogledala vnatre. Od silno razočaruvanje zaplakala. Mamo, pa ovde nema ništo. Što veliš? Izvikala majkata. Majkata trgnala kon špajzot i pogledala vnatre. Na vistina Katica ja zboruvala vistinata. Katice, da li ti je fakjaše? Zaprašala majkata. Ne, ova, pa no, jas ne jadev, no poglednav vnatre, pa što se slučilo tuka? Vo toj moment majkata slušnala zadovoljno predanje vagolot na špajzot, ja pružila rakata, ja izvadila mačkata. Kako možeše da bideš toliko neposlušna, Katice? Ja prašala. No jas ne ostaviv mačkata vo špajzot, sigurno sama ta vlegna vnatre. Koga je otvori vratata, vozdivnuvala Katica. Ne bi bilo prijatno sega da vi opišovam što se slučilo vo teku od naslednite nekoliko minuti. Dovoljno je da vi kažem deka mačkata dobila kjotek. Ljubopitnosta na Katica iščeznala, a 3 mali devojčenja imale mnogo jednostavna večera od lep puter i džem.
nastao svet, se moli Isus za mene. Rasete toliki potiga na oltarot, po molitva pred tebe. O, kakva ljubav čudesna, ta milodožja beskrajna, mene mi dane sloboda, a Sinom tvoj počiva sa svoja da krvne gotovo otvori, završio blatom to zamečati, blagodarnost Bože, o srce primiti, za Sinom tvoj ljubi što go ispravi. Sa svoja da krvne gotovo otvori, završio blatom to zamečati, blagodarnost Bože, o srce primiti, za Sinom tvoj ljubi što go ispravi. Za nas После ова песна еве неповторно во програма, почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои ја следите нашата аутинска програма Добро утро, која се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежта. Следува рубриката Вести или искуство на луѓе кои ги доживеале тие искуства во својот живот. И денеска вестите ни доаѓаат од Индонезија. Ке ни ги раскаже Церен Вујсан, кој има 27 години. Лимета која исцелува. Мисионерскиот авион не остави мојот пријател и мене во подножјето на планината Папуа во Индонезија. Отидовме во градот да купиме што ни треба и пред да тргнеме да се качуваме по планината, волонтиравме така во нашата студентска активност една година за мисијата. Немавме многу пари, но видовме една работа која сакаме да ја купиме во главната продавница. Една вреќа со зелени лимети. Ја сакавме лиметата, а знаевме дека нема да ја најдеме таму на планината. 2 недели подоцна бевме во планинското село Тинибил, но не го знаевме начинот на кој би можеле да им сведочиме на мештаните за Исуса Христа. Ја поминавме обуката во организацијата Движење на 1000 мисионери, кои не испрати во ова село, но не знаевме како да ги заинтересираме мештаните за Евангелието. Се сетивме на одредени упатства при обуката, дека кога не знаеме што да правиме, треба да се помолиме. Почнавме да се молиме на Бога. Еден ден, додека пешачевме кон селото, еден човек не виде на патот и не замоли да го причуваме неговиот слеп роднина, кој се викаше Маријус. Отидовме во домот на Маријус и го прашавме што се случило и тој ни кажа дека ослепел пред 2 години. Навистина не знам како се случи тоа одеднаш, одговори климајки со главата. Останатите мештани не се сомневаа во она што се случило, смета дека тоа е дело на злите духови. Маријус и неговото семејство се молеа за помош, бара лекови, бара молитви. Мојот пријател и јас не знаевме што да правиме. Се вративме во мојот дом и се молевме вака: Господе,
Ako je ova način na koji treba da započne naša ta misionarska rabota, te molime, napravi čudo. Se setivme na вреќата со лимета што ја купивме во подножјето на планината. Не бевме лекари, но знаевме дека лиметата има лековити својства. Наредното утро, кога отидовме во домот на Мариус, ја понесовме со себе и вреќата. Исековме една лимета на половина и се молевме. Потоа и седивме неколку капки сок врз неговите очи и се молевме повторно. Тој ден попладне повторно отидовме во посета на Мариус, се молевме и уште еднаш исцедивме неколку капки лимета на неговите очи. Една недела го правевме истото наутро и секој утро и навечер. Ништо не се случуваше. Размислувавме да се откажеме, но во текот на втората седмица Мариус ни кажа дека може да забележи светлина за прв пат по 2 години. Бевме охрабрени и уште повеќе се молевме. Помина еден месец, а еден ден Мариус ни кажа дека може помалку да гледа. Истиот тој ден ние останавме без лимета. Не му рековме на Мариус дека повеќе немаме лимета. Му кажавме, сега ќе примениме една нова постапка, само ќе се молиме. Неколку седмици подосна го сретнавме Мариус на ливадата покрај својот дом. Слободно се движеше и можеше да гледа. Мариус ни кажа дека нема совршен вид, но доволно гледа за да може да живее нормален живот. Мариус беше воодушевен. На другите мештани им кажуваше дека Исус го вратил неговиот вид, бидејќи ги совладал злите духови. Ова ни ја отвори вратата за ширење на Евангелието. Веста за ова чудо брзо се рашири по планинските села. Луѓето почна да доаѓаат кај нас да се молиме за нив и да им пружиме медицинска помош. Не нарекува пастори и доктори, иако ниту еден од нас двајцата не беше ниту пастор, ниту доктор. Селаните сакаа да ја проучуваме Библијата. Со нив. Тоа беше одговорот на нашите молитви. По некое време 7 души беа крстени. Му благодариме на Бога што ги поддржувате мисионерските дарувања и што помагате Евангелието да се шири и во најдалечните делови на светот, како што се овие планински села во Индонезија. Наистина убаво искуство, почитувани гледачи, охрабрување за овие млади деца кои научиле како волонтери да сведочат, но немали искуство и ово им било прво големо искуство. На овој слеп човек му го вратиле видот преку ова лимета со капки кои ги нарисувале неговите очи, но пред се тука се замешал и самиот Господ за тие млади луѓе да се осведочат, но и за сите тие села кои разбрали, слушнали за ова големо изликување, дошле кај нив да ја проучуваат Библијата. Еве само уште еден податок. Карен служил како студент мисионер во текот на 2016 година. Тој сега е студент на теологија при Универзитетот Клабат, кој се наоѓа недалеко од училиштето Манадо во Индонезија. Еве некои историски факти. Во 1905 година Емануел Сирегер од Бата Кланда ја прифатил адвентистичката вера откако поминал библиски проучување со Мунсон и така станал првиот индонезијски обратеник. Кога го прифатил Христа, се вратил во планинскиот дел на Северна Суматра, област каде што живееле племето човекојаци Батакс. Тој со себе ја понел и пораката на надеж која споделувал со својот народ. Тоа се човекојаци, навистина племе која уништува се пред себе, но таму допрела вистината, почитувани пријатели. Еве уште еден податок. Адвентистичкото дело во Индонезија започнало во далечната 1900 година, кога Мунсон, бивш мисионер од друга деноминација во Сингапур, ја основал мисијата на адвентистичката црква во градот Паданг, на западниот брег на Суматра. Еден од првите обратеници бил Тај Хонг Сланг, кинез, христијански проповедник, кој многу порано како сираче живел во домот на Мунсон за напуштени деца во Сингапур. Во 1903 година
Istočno-индискиот архипелаг станал мисионско поле на австралиската област. Евангелието се шири насекаде. Адвентистите како Божи народ ги има насекаде во светот и во тие најодалечени племиња. И таму одат мисионери и го проповедат Евангелието. Моментално во светот има преку 1000 мисионери адвентисти кои ги напуштили своите работни места, кои ги напуштили дури своите домови или пак со своите семејства заминуваат во тие непознати краишта да го проповедат Евангелието, односно таа радосна вест да ја доближат до секој жител на оваа планета. Фала на Бога за ова искуство. Продолжуваме со песна. Whitby, England, today a seaside town, but the spiritual heritage of this town dates all the way back to the 7th century. In 656, the abbey was founded by Abbess Hilda, and in 663, the Whitby Synod was held here between the leaders of the Celtic Church and the leaders of the Catholic Church, and it was not without confrontation. This synod set the dates for Easter that are kept by the church today, and it also led to the establishment of the Roman religion elsewhere in England. At that time, in this part of England, the Celtic Church was the dominant faith due to the missionary work of Aidan, who had been sent over from Iona. These people were Bible believers, they kept the Sabbath, and they did not recognize the papacy as ruler in spiritual affairs. Colman was the successor of Finan. Finan was a successor of Aidan, who originally started the work here in England. And Colman had only been working for 3 years when the Council of Whitby was called. He had a couple of things against him. Firstly, that he had only been working for 3 years. Secondly, that his opponent, Wilfrid, was well drilled in the papal arguments. And thirdly, that the Queen of the King was Catholic. The principal question of the debate was, when would the date of Easter lie? Now, Wilfrid had spent 4 years before this in Rome, where he was well studied, and he wanted to come back here to Northumbria, determined to bring the Celtic Church into subjugation. He wanted an open debate. And King Osby agreed for an open forum.
So on one side you had Colman, the Scottish clerks, and Abbess Hilda, and on the other side you had the king, the prince, the queen, and Wilfrid, and so the debate began. Colman skillfully answered the questions in regards to Easter, but Wilfrid brought the debate around to the issue of Peter's authority and eventually succeeded in convincing the king of his arguments. The king and the people decided to conform to the pretended superiority of the papal Easter and thus align the church in England with the papacy, a shift from its original roots. Colman soon left for the island of Iona, and following this 4 dark centuries followed in England. Soon after, the Danish Vikings swept through England, bringing with them a flood of paganism. The Celtic Church would remain strong in Scotland, in Wales, and in Ireland, but even in England, followers of truth would persist over the centuries. The seed sown by Aidan, Finan, and Colman would continue, so that when John Wycliffe began his marvelous revival centuries later, his followers are thought by some to be those who maintained from generation to generation the doctrines of Aidan. One thing we learn here from the Council of Whitby is that though the cause of God took an apparent defeat, we have to remember that we're living in a great controversy where there's a battle between truth and evil. And like in the words of the song, Once to Every Man and Nation, where the words go, though the cause of evil prosper, yet 'tis truth alone is strong. Sometimes in our life or in our work, it can look like the cause of God is taking a beating. It can look like the cause of God is suffering. Yet we need to remember that we're living in a great controversy. There's a battle between truth and error, between right and wrong, between God and Satan. If we abide in Christ, if we align ourselves with God, we can know that we will always end up on the winning side, though on the way there will sometimes be apparent defeats. Sve što živi, što je ikad živelo, sva bogatstva, lepote zemlje sve, ništa su naspram tvoje lepote. Sva mudrost sveta, sve stvoreno, svako čudo nikad viđeno, sva ljudska snaga, sve što čovek zamisli, ništa su naspram tog što dao si. Razapet na krstu prikovan, odbačen, ostavljeni sam kao ruža na zemlji zgažena. Ti dao si život svoj da živim ja. Sva svetska carstva, svaki tron, sve što živi, što je ikad živelo, sva bogatstva, lepote zemlje sve,
svoj, da živim ja kao ruža na zemlji izgažena. Ti dao si život svoj, da živim ja. Со својата човечка природа, Христос го допрел човештвото, а со својата божествена природа бил поврзан со Божиот престол. Како син човечки ни дал пример на послушност. Како син Божи ни дава сила да послушаме. Христос бил тој кој од грмушката на планината Хорив му проговорил на Моисеја: Јас сум оној што е. Вака ќе им кажеш на синовите Израелови: Јас сум, ме испрати кај вас. Тоа било гаранција за ослободување на Израел. Кога дошол како втор Адам, тој се представил како Јас сум. Детето од Витлеем, кроткиот и понизен спасител, е Бог кој се јави во тело. А нам ни вели: Јас сум добар пастир. Јас сум жив леп. Јас сум пат, вистина и живот. Дадена ми е сета власт на небото и на земјата. Јас сум сигурност на секое ветување. Јас сум, не плашете се. Бог е со нас. Тоа е гаранција за нашето ослободување од гревот. Сигурност за нашата сила да го послушаме небесниот закон. Почитувани гледачи, сакам уште еднаш да ве потсетам дека во тек се библиските предавање во Битола, во киносалата Манаки на Широк Сокак. Тие започна од петок, значи од 12 мај, а ќе траа до 27 мај. Секој вечер, освен четврток, кога има пауза, во 19 часот може да ги посетите овие интересни предавања под наслов Што значи сево ова. Да ја видиме сега и самата реклама. Пандемии, војни, земјотреси, пожари, глобални немири. Луѓето ширум светот се прашуваат: што значи сево ова? Дали страдањата на светот некогаш ќе престанат? Постојат ли реални одговори за смртта, болестите и тешкотиите со кои се соочуваме? Сдруженијето Поглед кон вистината ве поканува на семинарот за библиски пророштва, на кој ве уверуваме ќе пронајдете надеж во ова време на несигурност. Ве очекуваме во киното Манаки во Битола од 12 до 27 мај во 19 часот. Денеска, почитувани гледачи, сакам да си припомнеме и да се подсетиме зошто е добар лимонот. Знаеме многу за лимонот, но е уште едно подсетување да го користиме во нашата исхрана. Кога сме настинати и имаме грип, прво што ни паѓа на памет е да земеме чај со многу лимон. Општо познато е дека лимонот е препон со витамин С и Б, богат со антиоксиданси, протеини, флавоноиди, но за што друго лимонот е добар. Сокот лимонот се користил во стариот Египет како противотров, во Индија и во други држави во медицината се користи за лечење на црниот дроб и до ден денеска лимоновата кора и сок често се користи за прочистување на црниот дроб, вишок на желудична киселина, лошо варење и слично. Лимоновиот сок поседува антибактериски, антивирусни и имунопресивни субстанци. Токму затоа лимонот често се користи во козметиката и е познат во народната медицина како средство која чисти кожата и ги лечи акните и митесериите, ги отстранува старечките пеги, лузните, дамки на рацете, разните масноти на кожата, брчките и така натаму. Витаминот С и алкалниот во неговиот состав
се оние кои се борат против бактериите во и на кожата. Маслото од лимон и мед може да се користи и за каснување од инсекти, а доколку го помешате со масло од бадем, јојоба или авокадо, ќе добиете мас за проширени вени. Еве еден рецепт за подготовка на маска со лимон. Секоја вечер пред спиење, месниот дел од лицето или акните премачкајте ја со лимонов сок, а потоа посипете го со беби пудра. Постапката повторете ја се додека не исчезне акната или маснотијата на телото. Исто така лимонот е прва помош при настинки. Помешајте лимонов сок со вода за излечување на болното грло. Додадете малку сол ако ви се воспалени крајниците. Додадете сок од лимон во чај за да ја спуштите температурата и да ја спречите мачнината. Пијте лимонов сок против уморот, а после напорно вежбање заменете го со електролити. Лимонот помагател на варењето. Наутро на празен желудник топлата вода со лимон ќе ви го очисти организмот, го олеснува проблемот со едемот, дејствува како диуретик, ги спречува нападите на глад, ја одржува телесната тежина, го освежува здивот. Лимонов сок против висок притисок. Се советува да земете еден поголем лимон, непраскан и една главица кромит со иста тежина, па измелите ги на машина за мелење за месо. Додајте неколку онолку шеќер, колку што лимонот и кромидот заедно тежат и добро измешајте ги. Смесата ставете во темен сат и секој ден наутро земете по една лажичка на гладен стомак. Лимон против срцеви болести. Во едно шише добро измешајте сок од 3 лимони и една лажичка морска сол. Откако ќе се создаде пена од матењето, лекот е готов и се зема секој час по една супена лажица. Овој лек го јакне целиот организам. И на крајот, зошто е добра лимоновата кора? Лимоновата кора го подобрува варењето, спречува гасови и надуеност, ја подобрува циркулацијата во крвта, го стимулира уринарниот и имунолошкиот систем. Исто така помага при детоксикација на организмот. Еве, тоа беа неколку совети за корисноста на лимонот во нашата искрена и затоа да го користиме барем овие денови. Не е така скап на пазарите, на зелените пазари лимонот може да се снабдете и во маркетите и на вашите зелени пазари. Во наредните неколку минути, почитувани гледачи, ќе зборуваме повторно за смислата на животот. Веќе во неколку емисии зборувавме за смислата на животот, зошто сме овде, кај ќе ни биде крајот, дали постои Бог, ги спомнавме големите мислители во денешницата и во минатото, што кажале за Бога, за постојањето за самиот Бог. Денеска ќе одиме еден чекор понатаму и да споменеме дека и самиот Паскал кажал една голема вистина кога изјавил што се неверниците мора да веруваат за да останат неверници. Навистина, тоа е убаво прашање поставено. Што се неверниците треба да поверуваат за да станат неверници? Познатиот еволуционист Ернест Хекел еднаш признал дека спонтаниот настанок на живот мора да биде признат како факт, не затоа што може лабораториски да се докаже, туку поради тоа што инаку би морало да се поверува во постојањето на Творецот. Многу неверници остануваат неверници затоа што не го прифаќаат концептот според кој тие се создадени суштестви, затоа што тоа им има конкретни и морални импликации врз нивниот живот, односно ги повикува да го изменат карактерот според примерот на Исуса Христа. Дури Дарвин во својата старост се вратил на верата во Бога, што ја неговал уште во детството. Кога го посетила некоја господја Хоуп, тој седејќи на креветот за кој бил прикован веќе неколку месеци пред својата смрт, во своите раце држал отворена Библија. Значи и Дарвин,
кој според неговата теорија денеска многу луѓе веруваат дека Бог не постои, дека еволуцијата предонела за се оно што постои на оваа земја, ете пред својата смрт, тешко лежејќи на својата постела, Дарвин во своите раце држал Библија. Што читаш, го прашала госпоѓата Хоуп. Царската книга, така ја викам, зашто тоа е навистина голема книга, одговорил Дарвин. Потоа го споменала создавањето на првата глава од првата книга Мојсева. Дарвин се вознемирил и одговорил: бев млад човек со неоформени идеи. Предпоставав, се чудев, предлагав и на моје изненадување овие идеи станаа пожар. Луѓето од нив создадоа религија, се мисли на неговата наука за еволуцијата. Потоа тој додал: јас имам градина зад куќата, сакам утре попладне да им зборуваш на луѓето за Исус Христос и за неговото спасение. Нели е тоа најдобра тема? Сакам да пееш химни со нив. Ако се соберете во 3 часот, мојот прозорец ќе биде отворен и јас ќе ви се придружам. Многу луѓе порано или подосна заклучиле дека постои само една вистина, дека постои една вистинска смисла на животот и дека таа се наоѓа во вечното пријателство со Творецот. Прашањето што сега се наметнува само по себе гласи: како ќе изгледа вечниот живот? Тој ќе биде ист како оној што го имал човекот пред да се одели од својот Творец. Библијата го пишува вака: и видов ново небо и нова земја, зашто првото небо и првата земја помина и море повеќе нема. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град, новиот Јерусалим, како слегов од небото од Бога, стокмен како невеста украсена за својот маж, и чув еден силен глас од небото велејки: еве го Божиот шатор меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив, и тие ќе бидат негов народ, и сам Бог ќе биде со нив, и ќе избрише секоја солза од нивните очи. Смрт нема да има веќе ни тага, ни плач, ни болка, зашто првото помина. Кој победува, го наследува ова: јас ќе му бидам Бог и тој ќе биде мој син. Откровение 21 глава од 1 до 4 стих и 7 стих. Еве, почитувани гледачи, тука ќе застанеме, ќе продолжиме во наредната емисија да размислуваме за смислот на животот. Смислот на животот има смисла само ако е проткаен преку Бога. Во Бога се наоѓа нашиот смисол на живење. Овде на ова земја нема смисол. Се е превртливо, се се менува, меѓутоа Бог е постоен. Нека му е слава и благодарност на големиот Бог. Слушни Господ зборува, правда и верност очекува. Секој што Бог го повикува, добрина од него добива. Нема страх повеќе, зашто мене тој ми помага секој ден. Кој нас ке начуе во тежок ден, мојот Бог. Милост, љубов, истина сака тој, во него најдов застапник, штитен мој. Надевајте се на него целосно, мојот Бог. Божјата добрина тука е, секој што бара ке пронајде. Народите што ги создаде, ке видат колку славен е. Нема страх повеќе, зашто мене тој ми помага секој ден. Кој нас ке начуе во тежок ден, мојот Бог. Милост, љубов, истина сака тој, во него
Почитувани гледачи, после ова песна еве повторно во живо, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежта. Денеска имам повторно еден убав трактат, убаво книже би рекол, што сакам да ви го понудам, под наслов Со надеж крај гробот. Бесплатно книже, брошурка која ќе ви испратиме на вашата домашна адреса. Доле на дното на екранот ја имате нашата адреса, нашиот мејл и нашиот телефон, кај што може да испратите ваша порака со ваши податоци, име, презиме, место на живење, а ние ќе ве испратиме во наредните денови по пошта бесплатно. Ви го препорачувам ова книжа, односно ова брошура, која ќе ви ги открие, односно ќе ви ги отвори вашите очи, да ја видите вистината за смртта. Што се случува после смртта? Дека нема рај, дека нема пекол, да не се оптеретуваме со мислата дека нашите покојни некаде горе се мачат, нивните души и така натаму. Писателот нова книже така едноставно, убаво, врзостуван на Библијата, ги дава тие информации за да не охрабри дека нашиот живот е сокрен во Господа Исуса Христа, дека ќе постои ден кога мртвите ќе воскреснат, а тоа е во денот и часот на второто Христово доаѓање. Вие останатите кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви ја нудиме бесплатно онлайн дописната библиска школа bibliјата-зборова.mk. Влезете на Google, напишите ги овие зборови bibliјата-зборова.mk и ќе влезете во ова дописна библиска школа што ќе ви помогне да подлабоко ги сознаете големите вистини на Светото писмо. Да ја видиме сега и рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Драги гледачи, еве полека дојдевме до крајот и на ова наша денешна утринска програма и ви благодарам на вашето присуство. Поздрав до сите вас кои не следевте овде од Македонија, од Србија, од соседството и од другите држави во светот. Ви посакувам секој добро. Господ да биде со вас и ви закажувам нова средба во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Гласна надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежта. Се гледаме.